заврши големиот одмор, еве сме ние ревностни, дисциплинирани ученици, веќе седнавме во нашите клупи и сме спремни за македонски јазик, трето оделение. Cool. Здраво, наставничке. Добар ден, ученици. Добар ден. Вие сте? Јас сум наставничката Даниела Гирковска. Доаѓам од основното училиште Димо Хаџидимов. Денеска на часот по македонски јазик за трето оделение имаме анализа на басна. Одлично, ние многу сакаме басни. Пред да ви откријам која басна ќе ја работиме денес, накратко сакам да ве запознаам од она што сме го учели во претходните години, дека басните се мали книжевни дела во стих или во проза. Тие се литературни творби во кои главни ликови се животните. А пак токму животните во басните зборуваат со јазикот на луѓето. Во секоја басна е опишана некоја човечка негативна особина. Лакомост, завидливост, подмолност, но и човечки доблести, добрина, пријателство, гостопримливост, чувство за правичност. Басните се со кратка и интересна содржина, ученици. Повторно нема да ви откријам за која басна станува збор денеска на часот по македонски јазик. Следно нешто што треба да направиме Може да ви помогнам? Може. Што сакате да направите? Може. Да вратиме? Да. Еве вака ќе вратиме. Еве анализа. Потоа е само вака може да се. Добро. Во ред. Првично, Лина, ќе имаш за задолжение од ова картонче. Добро. Го пишува животното кое што ни се наоѓа во нашата денешна басна. Прочитај. Да го прочитам кое е? На Во глас? себе Во прочитајте го. Да. Добро. Прочитано. Така. Се она што знаете за тоа животно, ќе му го објасните на комшо. Комшито. Комшито. Вака, комшито. Се работи за животна. Логично. Логично. И сега ова животна има да прави Кокошка. Не, ама прави коа, ама не има пердови. Змеј. Не, овите немаат пердови. Лета, да, нема. ама не е кокошка, ама као кокошка, ама маци подлетно е. И не живее по дома, туку живее Дива кокошка. Дива кокошка, ама како се вика дивата кокошка? Тетреб. Тетреб. Точно Погоди. така. Погоди. Е, Тетреб. Тетреб е птица од родот на дивите кокошки. Погледнете како изгледа. Копаун. Така. Црни пердови, ништа екзотично изгледа. Убаво. Екзотичен паун. Ти благодарам, друго- Лина, повели сега седници на комшито. своето место. Така, одлична беше. Комшито, ова е за тебе. Ајде, комшито. Истото задолжение. Значи, животно, логично. Животна? Животно кое што знае да биде многу итро. Аха, знае да биде итро. Да биде итро, знае да прави. Ајде, многу сака да прави. Волк? Во шума живее? Да. Волка, не живее на некаде на ова, чекај малце, да не се... Најубаво му е во шума, ама и во кокошарник. Кажи ми нешто друго. Кокошарник исто многу е итро, многу е Каде во брзо. кокошарник, диво животно? Да. Па нема диво не се Ајде, чува диви кој животни знае во да кокошарник? кој може да се снајде во кокошарник? Па Диво добро, животно. волкот, штом не е волкот, Не е волкот, штом онда не е другото, парот, па нежно. штом не е Па нежната. Не е пума? Па- Не е пума, пума нема во пумата не е кокошарник. нежна толку. Не е нежна, нежна, срна. Има личи малку на волкот, ама малку, има различна лисица! Точно Лисица! така. Точно така. Ученици, ви благодарам. Ја откривме басната на денешниот час. Еве ја лисицата, таа е диво животно, тетреб и лисица. Пред да започнам да ви ја читам басната, внимавајте
внимавајте додека ја читам басната. Добро. Затоа што посеќа Затоа што потоа ќе разговараме за сето она што се случува во оваа басна Титреп и лисица, сите згоди и незгоди што се во басната. Слушајте ме со големо внимание за да можеме заеднички да разговараме и да одговараме на прашањата кои што ќе ви ги поставам. Титреп и лисица. Титрепот седел на дрво, лисицата дошла до него и му рекла: "Здраво, Титрепче, мое другарче, го чув твоето гласче, па дојдов да си позборувам малку со тебе. Ти благодарам за добриот збор", рекол Титрепот. Лисицата се престорила дека не го слуша, па рекла: "Што велиш? Не слушам. Туку ти, Титрепче, мое другарче, слези на тревчево да си поиграш со мене? Од дрво јас не те слушам." Титрепот рекол: "Се плашам да слезам на тревата. За нас птиците, опасно е да одиме по земја. Да не се плашиш од мене?" рекла лисицата. "Не од тебе, туку од другите зверови", рекол Титрепот. "Има секакви зверови. Не, Титрепче, мое другарче, сега е објавена наредба да има мир по сета земја. Сега зверовите не се задеваат еден со друг." Ете, тоа е добро. Туку гледај, доаѓаат кучињата. "Ако беше како порано, ти ке требаше да бегаш, а јас немаше од што да се плашам", рекол Титрепот. Лисицата чула за кучињата, ги наострила ушите и сакала да бега. "Но каде?" рекол Титрепот. "Та нели сега има наредба кучињата да не бркаат?" "А кој ги знае?" рекла лисицата. "Може би тие не чуле за наредбата." И побегнала. Ученици, што ви беше необично во оваа денешна басна? Титреп и лисица? Па необично беше, мене беше најнеобично тоа дека никој издал наредба, а животните да не се задеваат и да не се ловат еден со друг. Супер, одлично. Ми се допаѓа одговорот. Тебе, Уште кушите, нешто? што ти беше? Ќе ве замолам да одговарате со целосни и јасни реченици, Во бидејќи ред. сме веќе трето оделение Така. и сме големи и треба да внимаваме учениците да одговараат со целосни и јасни реченици. Тебе, комшито, што ти беше необично во оваа басна? Па, необично мислам дека е тоа што начинот на кој што комуницираше лисицата со Титрепот. Тоа ми беше малку Исто така необично, добро и пекари тоа ништо. Кажи? Па не, самото тоа дека животните зборуваат е доста необична Да, работа, ама бидејќи се работи за басна, тоа басна, е сосема животните. животните зборуваат. Не знам што ми беше необично друго освен тоа и дека не знам лисицата не успеа да ја надмудри да го надмудри Титрепот. Токму така. Кој зборува во оваа басна? Зборуваат животните, лисицата и Титрепот. Добро. А што ве воодушеви во оваа басна? Тоа што победи Титрепот. Точно така. Не секогаш? Не секогаш Лисицата? мудрите и итрите може да помогнат, не секогаш лисицата е најмудра и најитра. Така. Во случајот Титрепот е помудар и поитар од лисицата. Така. Кој од вас ќе ми одговори на следното прашање? Со каква карактерна особина се прикажани луѓето преку лисицата? Па луѓето... Лина, сакаш ти? Дај да пробам. Добро, додека Лина го одговара прашањето, комшито размисли со каква карактерна особина се прикажани луѓето преку Титрепот. Повели Лина. Одговори ми на прашањето со каква карактерна особина се прикажани луѓето преку лисицата. Преку лисицата? Да. Како итри, Добро. лоши, Во оваа басна а во оваа зборуваме. басна Да. како итри, така како
Не е добро, не се тоа, Не е не добронамерно. она зацкриена некаква добронамерност од страна на точно. лисицата. Точно. Да речеме друго как што ја краси, односно не краси лисицата, тоа дека не знам. Беше итра, Беше итра. беше љубезна во разговорот со тетревот. Па беше љубезна во разговорот, ама сите пошто се работи, затоа што се работи за лисица, не и верувавме, знаевме дека таа љубезност не е вистинска. Так, невистинска љубезност. Беше снаодлива. Па беше снаодлива, неколку во другите басни, ама беше снаодлива. Так. Пакосна, Пакосна, секогаш е лисицата пакосна, па дури и во успеа оваа во басна. оваа басна? Па не успеа. Не успеа. Не Так, успеа. Так. Благодарам, ми се допадна одговорот. Комшито, ќе те замолам, со каква карактерна особина се прикажани луѓето преку тетревот? Па ето како има љубезен беше тетревот, културен, потоа предпазлив. Мудар. Така. Предпазлив беше доста, Так, мудар, так, да. так. Знаеше како да се постави во таа ситуација, одлучен беше тетревот. Не беше така да се мисли сега дали да се симне, дали не, Така. туку знаеше што Така. треба да направи, знаеше што бара од него лисицата. И мене ми личеше треба дека беше искусен, искусен затоа што не се гледа дека неколку пати неколку лисици се обиделе да да го намударат со истата приказна, а тој ги има научено и така веќе од искуство зборуваше дека нема да се симне. Така. Беше плашлив. Па не беше многу плашлив. Сигурно. Изјавуваше Предпазлив. дека се плаши, ама предпазлив беше повеќе од Така, но сепак добронамерен. добронамерен човек. Животна. Животинче. Кој од вас ќе сака да направи опис на тетревот? Па тетревот има очи. Елина стално си прва. Еве Ајде, комшито. комшито. Ма не, јас секогаш сакам да ја дадам шанса на Лина, бидејќи Ама дама. не може и секогаш да биде Ајде, прва. значи комшито, Да, ајде. Да, ви. само така Ајде. дел и од работите ги повторуваш. Па, тетревот, па добро, изгледа на... Еве ја имаме сликата прикажано, се гледа личи на доста мало јасно. паунче, на мало паунче со црни такви пердови, црвено му е окото, тоа се Добро. забележа. Поа може да забележиме дека е помало животно, дека не е толку големо. Така. Мислам дека и крилјата му се поголеми од телото, така ми делува, затоа може и да лета најверојатно многу повеќе од другите птици. Така, точно. Сега не знам во кој предел се наоѓа, мислам дека скоро секаде може да се најде тетрев. Црвени пердови, голема опашка, да. Црвени веџи. Аха. Ете. Има Висина црни 50. пердови, Да. перијата на вратот се во виолетова боја, голема опашка, црвени веги, висина, така, до 50 сантиметри. Добро, не беше како Лина одговорот, ама тука некаде. Па, одлична Добро. беше. Мене ми се допаѓа. Одличен беше. Одличен. Опис на лисицата. Ајде комшито опише лисицата. А лисица, Може? Ајде. Лисицата има така светло кафеава, светло кафеаво крзно, со бело, има така доста ширести уши, јаки заби има лисиците, исто така. Добро. Затоа се добри ловци. Опашка. Силни Опашка нозе, долга. долга да. опашка. Има бело малку понекогаш на павчето. Не се многу големи, Така. затоа можат да одат во секаков предел, можат и во мало селце да се спуштат, да поминат секаде. Доста се така, тоа да. Така, густо крзно, во портокалови и кафени тонови. Да. Очите се во златно-жолта боја. Испакнати уши, издолжено лице, голема опашка до 40 сантиметри. Звони. Ајде извлечеме пулката. Каква поука ќе извлечеме од сета оваа басна, ученици? Па дека не секогаш и трината може да победи. Така. И Следна?
на лагата и се куси нозете. Така. Супер! Завршиме со овој час. Одиме со себе. Ученици, ви благодарам што бивте денеска исполнителни ученици и одговорни. До видување, до следното видување. Ви благодариме, наставничке. Ви благодарам. Благодарам.